Значи, советот е составено тоа како колку има граѓани, толку има и советници, например. Тие што имале повеќе гласови. Е мултиетнички, значи имаме албанци, роми, иако не се од партиски, например, босанска партија, туку имаме бошњаци што се жители на Чаир. да, но има и советници кои се декларираат као бошњаци. Само имаме турци, македонци, албанци, само роми немаме. Но заради тоа што немаме, имаме специјална имаме комисија каде што во советот се кога е во прашање, например, нешто етничко, нешто што е мултикултурно, секогаш таа комисија или тој совет, да кажеме, се консултира со луѓе што се од различни етнички групи таму. За Чаир знаеме дека е едно од, исто така како Гостивар, едно од најмултиетничките општини. Мислам, живееме мултиетнички, немаме проблеми со меѓуетнички проблеми, веќе немаме, мислам. Така да, исто така и во општината, пошто нели темата е малце до балансерот, па ќе се надоврзам со тоа. Тоа сакав да те прашам, Да. бидејќи ти си и нели председател на општинскиот Да. совет, ти си веќе во екзекутивата што се вика во Да, општината. значи Како функционира балансерот? Вие како се вработуваат кај вас во општината преку балансер или на друг начин? Да, значи тие што се вработени таму, се гледа дека процентуално немам бројки да ви кажам сега, извинете за ова, значи има и етнички баланс, и родов баланс, и социјален баланс, значи има околу 95 вработени во општина Чаир, сите се преку балансерот. Така да можам да кажам дека во општина Чаир е еден примерок како не се злоупотребува балансерот.